Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Стопанската комора за туризам Емил Димитровски. Господине Димитровски, најавувате нови мерки за справување со последиците од коронавирусот врз туристичкиот сектор. Дали тоа значи дека не сте задоволни од досегашните мерки на владата? Стопанската комора за туризам на Македонија има одлични релации со Министерството за економија и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во тој дел имаме комуникација и се решаваат работите во ОД и проблемите што настануваат се решаваат во ОД. Сега сме уште во тој вториот пакет на мерки, кај што бараме да се дефинираат отварањата на ресторанскиот дел во хотелите, за да можат бар за хотелите ван Скопје да можат да работат со убаво е времето, дадени се годишни одмори, да можат да бидат посетувани не само како лежај, него да биде посетувани и ресторанскиот дел и да можат хотелите исто да работат во ресторанскиот дел. Исто бараме за превозниците мерка каде што ќе има ослободување на дел од регистрација за наредната година, бидејќи факт е дека они плаќаат полна регистрација, а овие 2-3 месеци автобусите се во мирување. Значи немаат никаков прилив, а платени им се и зелени картони за надвор и све. Значи сметаме дека со ваучер систем, значи не со кеш пари, него со ваучер при регистрација треба да бидат ослободени од дел од таа регистрација што плаќаат. Бараме бонитетот за 2021 година, за успешност за фирма, да не биде за учество на тендери, да не биде рачунат од 2020, бидејќи него да биде од 2019, како би можело и компанија која што би западнала во финансиски проблеми, да биде равноправна, бидејќи не запазнала по нејзина вина, него по општа вина. Во однос на Агенција за поддршка и промоција, имаме барање сите компании кои што вршат, дали се работи за хотели или инкаминг агенции, кои што вршат промоција во наредниот период на Македонија за враќање на странските туристи, да таа промоција да биде покриена од финансиски од Агенцијата за поддршка и промоција на туризам. Мислам дека и оваа мерка би била прифатена. А како што реков, Стопанската комора за туризам секогаш се концентрира конкретно на оперативата и на мерките кои што можат лесно да се изведат, кои што и во овој дел бараме мерки кои што нема многу да задира во буџетот на Македонија. Бидејќи сега знаеме состојбата на во државата, прво чекаме да се пушти целосно во функција стопанството и потоа ќе бараме обештетување, бидејќи одредени компании стварно нема да можат да издржат во понатамошниот период, бидејќи дефинитивно економската криза ќе се прелеи во другите месеци. Ние најлошото во економијата се уште го немаме видено во туризмот, во туристичката гранка, и сметаме дека тогаш со обештетувањето ќе се даде поттик, импулс да може да се преживее оваа година, па од 2021 да работиме нормално. Колка ви се загубите на туристичкиот сектор од коронавирусот? Видете, инпут имате нула. Значи загубите ќе ги мериме. И тој инпут трае. Загубите не може, многу е рано да се кажат кои ќе бидат. Во делот на туризмот, затоа што тука во угостителството секој им чест, мислам, најактивни се во промоцијата на угостителскиот сектор, но да бидеме реални дека дента кога ќе се отворат, они ќе почнат да примат, ќе имат инпут на пари. Во туризмот, во хотелиерството, во туристичките агенции incoming и outgoing нема да е така. Така да, а учествуваат исто со одличен прилив на
буџетот на Македонија. Колку работници се погодени и дали имаше отпуштања периодов? Околу 30.000 вработени се погодени. Сознание за отпуштања во моментот нема да има отпуштања. Тоа, како што реков, ќе биде во зависност од третиот сет на мерки. Значи, тоа ќе го збориме, здравје Боже, во јуни месец. Државјаните на земјите членки на Европската Унија летово ќе може да патуваат со така наречен здравствен пасош. Дали очекувате истите услови да важат и за македонските државјани? Ја очекувам истите услови да важат и за македонските, но не сум сигурен дека ќе може да патуваат со здравствен пасош, бидејќи така информација се зборува, само не сум сигурен дека е донесена. Верувам дека ќе направи билатерални договори со соседните земји, бидејќи надминувањето на состојбата во туризмот најдобро е во почетокот да биде од соработка со соседните земји. Значи да си помогнеме со Србија, Албанија, Бугарија, Грција, за да можеме да надминеме состојбата. Ќе има ли некаков договор со соседните земји? Ние како комори сме поврзани и сите во нашата комуникација очекуваме што побрзо да се отворат границите и да почне движење на луѓето. Знаете, најлошо за економијата кога нема движење на обрт, нема движење на пари. Тоа е и лошо и за државата, лошо и за компаниите, лошо и за слободата на луѓето. Очекувам да се пуштат што побрзо и границите под условите што се пропишуваат, дали со здравствен пасош, и очекувам тоа да биде подпишано, значи во земјите кај што можеби нема да го имаат, ќе има подпишани билатерални договори за соработка. Дали спас за туристичката домашна сезона ќе бидат гостите од земјава? Спас за туристичката сезона ќе бидат и гостите од државата, но и гостите од регионот. Ако збориме, во зависност од постапките и од движење значи во моментот како што е, очекувам. Но ако се погорша ситуацијата, тогаш знаете дека иначе според мене и Охридскиот регион би бил доста посетен од соседните земји и нашите патници би патувале во соседните земји доколку се стабилизира состојбата. Можно ли е покачување на цените за време на летната сезона поради загубите во секторот? Не, заборев да напоменам дека ние исто така бараме као мерка превозничкиот дел, значи сектор, автобусите и мини компињата да бидат да функционираат со фул седишта, за да нема забрана на да речеме 50% капацитет или попунетост на 30%, бидејќи имаме и типичен пример. Имаме патничка, меѓу првите заболени, кој што 1800 км патуваше во миникомбе, никога не зареци, затоа што се држала до протоколите. Значи со заштитна маска и сметаме дека не би смело да се направи упад во економијата, во економскиот дел, со намалување на бројот на седишта во превозниот дел. Ако се намалат, тоа ќе подигне цената на транспорт. Подигнувањето на цената на транспорт е лошо за работата на во туристичкиот сектор. Кога очекувате летната сезона да започне и да се отворат границите? Ја очекувам дека после одлуката на отварање, после 10 дена веќе ќе може да се очекуваат првите резултати од тоа. Бидејќи, како што рекав, веќе се во тек годишните одмори, што се добиено од страна на државната администрација и на приватниот сектор. Се користат ли доволно потенцијалите кои ги нуди земјата за развој на туризмот? Развој на туризмот во Македонија е комплексна работа. Не е само државата што нуди. Тука имаме спрега на три дела.
Едниот е населението, вториот е државата со мерките и третиот е локалната самоуправа. Значи, сите тие три треба да функционираат како сад, за да може да се направи добри пакети. Ние можеме, и како што реков, не само да се направат добри пакети, а него и тие да бидат постојани. Затоа што можете да донесете гости еднаш, но доколку не е добро, повеќе нема да може да ги вратите. Тоа што не може да ги вратите, на се еден гост незадоволен, имате 10 откажувања. Ако имате еден гост задоволен, ќе имате уште 20 нови гости. Така да мора да функционираат сите тие три сегменти. Како што знаете дека за жал Македонија беше една од позагадените области, значи Скопје тука највеќе. И имаме голем проблем и со ѓубрево, комунални дел. Затоа реков, мора за развој на туристичкиот сектор, мора сите тие три компоненти да работат како сад. Агенцијата за поддршка и развој на туризмот има кампања за промоција на заборавените дестинации во државата. Очекувате ли таа да вроди со плод, имајќи ги во предвид проблемите кои ги споменавте? Во однос на кампањата сегашна Летувај дома, седи дома, кај што дефинитивно поради состојбата македонските капацитети ќе бидат посетени од македонските туристи. Значи, ако имавме outgoing летно време 200.000 патника, сега таа бројка можеби ќе се уполови. Тоа и се гледа и со откажување на одредени чартери, со намалување на хотелскиот дел во Грција, но ќе функционира outgoingот. А за сметка на тоа, особено постарите луѓе, ќе ги посетат нашите предели. Ние имаме одлични предели. Имаме голем подем на туризмот за разлика од пред 20 години во Македонија. Никогаш ние нема да бидеме задоволни, бидејќи е нормално да бараме постојано нови мерки, градоначелниците повеќе да се вршат работата, државата повеќе да дава во промоција, значи тоа е нормална постапка. Наше е да притискаме, нивно е да менаџираат во заедничка полза. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.